Добро вечер, почитувани гледачи. Денес под лупа ќе ставиме една политичка тема, а во тоа ќе ми помогне господинот Атанаско Михаилов, председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Добре дојдовте по четврти пат во лупа. Така е, добро ве најдов. Еве со задоволство, јас секој се одзивам на поканата да учествувам во една емисија која што е директна и во која што можеме да разговараме за теми кои што се интересни за нашите и за вашите гледачи. Така. Имаме уште еден повод и уште една причина за вашето гостување, се ближат изборите. Па што се случува во Општинскиот комитет? Така е, значи сигурно е дека ќе имаме председателски избори и подготовките за наредните председателски избори се во полнек. Значи, знаете дека изборите се распиша, тие ќе бидат на 13 април, со тоа што откога се распишат изборите, ВМРО-ДПМНЕ како партија учествува, се припрема за избори после завршетокот на било кој изборен циклус. Од наредниот ден ние веќе сме во наредна изборна кампања, меѓутоа сега веќе подготовките се интензивни, односно активностите кои што ни се најбитни во овој период, непосредно пред изборите, се интензивирани. Навистина многу работиме, да не речам деноноќно, за тоа што треба да се сработи пред идните председателски избори кои што сигурно ќе се одржат. Дали можеби ќе имаме и парламентарни избори, значи имаме поделени мислења и ставови, едни се за, едни против, но ваше лично видување. Што мислите? Дали е подобро или да се чека уште една година? Добро, во моментот е сигурно дека ќе имаме председателски избори. Дали ќе имаме парламентарни избори не зависи само од волјата на ВМРО-ДПМНЕ како партија. Сепак во парламентот треба мнозинството од пратениците да се откажат од своите мандати, односно да изгласаат распуштање на парламентот, со што ќе се оди на наредни парламентарни избори. Ако лично ме прашувате, јас мислам дека со председателските избори добро би било да има и парламентарни избори од едноставна причина, значи од практична причина. Со завршувањето на председателските избори и парламентарните во исто време кои што треба да се одржат наредната година. Значи за една година пак имаме нови избори парламентарни. Мислам дека со заедничкото одржување на двата изборни циклуси би можеле наредните 3 години да имаме чист мандат во кој што многу од проектите кои што се зацртани и кои што ќе може да се реализираат да не бидат закочување од тој постојаните предизборни изборни активности, па неможноста во тој период кога се распишани изборите да се одвијаат многу од активностите. Знаете, со закон не може да се почнуваат градежни активности, не може да се стават камен темелници, не може да се гради, не може да се инвестира, не може да има вработување, не може едноставно во тој период се сведува на техничко функционирање на државата. И затоа мислам дека ако се одржат и двата изборни циклуси во исто време, ќе имаме еден мандат од 3 години до наредните локални избори во кои што ќе може многу од работите да се завршат. Во исто време и парламентарните избори веројатно би го раздвижили уште повеќе гласачкото тело да може да на наредните председателски и парламентарни избори излезноста, односно цензусот да биде уште поголем. Председателските избори некако не се многу атрактивни за гласачкото тело. Што мислите, постои ли опасност од мала излезност ако имаме само председателски избори? Така, една од дилемите која што секогаш постои е да само председателските избори како избори, иако мислам дека се изузетно важни за државата. Знаете, председателот по својата функција прв човек на државата, татко на нацијата, и изборот на председател на државата е една од најголемите приоритети во државата. Меѓутоа гледате што се случува на политичката сцена. Некои од албанските партии преферираат да нема избор на председател, да дојде до уставни промени во кои што изборот на председател ќе се врши во собранието, така да овој период е вака многу интересен политички, што ќе се случува ќе видиме, меѓутоа едно е сигурно. Мора да се обезбеди цензусот за наредните председателски избори, да државата си има легитимно избран председател од граѓаните на Република Македонија и да не зависиме, односно да не биде ставена Македонија како држава на уште еден испит. Дали имаме доволна политичка зрелост да можеме да ги избираме своите институции, а председателот на државата представува институција, на фер, демократски и легитимни избори, а не да зависиме од тоа дали ќе успееме да имаме цензус кој што е многу висок, еден од највисоките, 40% е минимумот на излезност на гласачкото тело за да може да се избере председател на државата, и затоа мотивираноста треба да биде многу поголема. Се сложувам со вашето мислење дека некако председателските избори се помалку атрактивни за граѓаните, општо за популацијата од парламентарните и локалните, меѓутоа нивното значење е изморедно за државата и изморедно за функционирање
плурализмот во државата. Поделбата на власта знаете како е. Председателот е прв човек и татко на нацијата. Се уште немаме официјални кандидати кои што ќе ја трчаат трката за иден председател на државава. Вашиот кандидат официјално ќе биде прогласен на 1 март, така најавивте. Така е. Значи, докаде се процедурите околу тоа? Знам дека имаше отворен конкурс. Колку луѓе се пријавени досега? Дали имате такви информации? И дали можеме да очекуваме актуелниот председател да биде кандидат и за уште еден мандат? Значи, конвенцијата за избор на председател е закажана на 1 март и тогаш дефинитивно ќе се знае кој ќе биде кандидат за председател од ВМРО-ДПМН како партија. До тогаш имаме отворен повик за кандидирање на луѓето кои што мислат дека можат да исполнуваат функцијата председател на државата, кои што, а за тоа имаме само два основни критериуми, да е или да е член на партијата или да е поддржувач на идејата на ВМРО-ДПМН и ставовите во врска со националните прашања кои што ВМРО-ДПМН ги има зацртано во својата програма. Значи, ние како партија имаме програма во која што имаме јасен став за името, за нацијата, за државата, за државниот поредок и останатите постулати на кои што почива државата, и тоа е еден од предусловите кои што кандидатот за председател треба да ги почитува. Во моментот отворен е повикот, колку кандидатури има, навистина не знам, затоа што во овој момент се поднесуваат кандидатурите, дефинитивно ќе знаеме на 1 март, а дали сегашниот актуелниот председател господинот Иванов ќе поднесе кандидатура, навистина не би знаел да ви кажам. Лично мислам дека човекот е одличен и како политичар, и како личност, и како човек кој што ја брани нацијата, така да веројатно би било добро ако и тој се кандидира за кандидат за наредните председателски избори. Дали некој охриѓанец се осмели или можеби допрва ќе се осмели да се кандидира за ова привлечна функција? Тоа би било добро, ама навистина немам таква информација. Поддржувајќи ги вака интересите и сакајќи да го поттикнеме, нека биде ова повик еден кон нашите сограѓани кои што сакаат и кои што мислат дека може да извршуваат таа функција, меѓутоа сепак тоа да биде издржана кандидатура со соодветна програма, за тоа што да се кандидирате треба да доставите соодветна програма, да кажете што размислувате. Нека биде еден поттик и за нашите сограѓани кои што мислат дека може да ја извршуваат таа функција да се пријават. Немам сознание дали има некој веќе пријавен од Охрид за нашата конвенција на 1 март, меѓутоа би бил вака и лично доста среќен ако се појави некој од кандидати како кандидати некој од Охрид. Каква кампања да очекуваме? Значи, знаеме отприлика во која насока се движи ВМРО-ДПМН во незините кампањи, но претпоставам дека во овие председателски избори ќе внесете нешто ново. Така е. ВМРО-ДПМН е најголема партија во моментот во државата и по број на членови, и по начин на организирање и по својата структура. Само во Охрид имаме регистрирано повеќе од 5000 зачленати луѓе со членска книжка. Тоа на локално ниво значи фантастична бројка, со што и начинот на организација на нашата партиска структура барат многу работа, многу ангажман за целокупната таа структура биде поставена на право место за да можеме да имаме добри избори. Знаете дека како партија водиме кампања која што се базира на непосреден контакт со нашите сограѓани, разговараме со сите, ги посетуваме сите, својата програма или својата визија за еднината ја правиме достапна до нашите сограѓани. Во оваа кампања ќе се користат и сите современи методи на водење на кампањи. Знаете, социјалните мрежи се една од методите на водење на кампањи, исто така медиумското представување, личните контакти сега во уште пософистицирана форма со луѓето, непосредната комуникација. Знаете, Македонија е земја која што по користењето на Facebook е на второ или на трето место во Европа. 1.060.000 граѓани на Македонија користат Facebook. Тоа е навистина фантастична бројка. И сега како алатка Фејсбукот представува една од моделите на кои што може навистина да се влијае со собствен личен став, значи не само како партија. Но може да се злоупотреби и тоа да го земеме во предвид. Дефинитивно, меѓутоа ако водите добра кампања, ако изнесувате вистина позитивни ставови, ако постирате или ако комуницирате со граѓани кои што споделуваат со вас мислење за доброто на државата, доброто на градот, доброто на обкружувањето, тогаш ќе имате што повеќе луѓе кои што ќе ви се приклучат. Ако водите негативна кампања, ако се занимавате со
оцрнување на противникот, со измислување на афери, тогаш ќе имате обратен ефект. Затоа и социјалните мрежи се и многу комплицирана работа за работење и затоа треба навистина да се внимава како се комуницира со луѓето. Мислам дека сепак поинакво е чувството кога имате средби непосредни со граѓаните, очи во очи. Тоа не се заменува. Тоа не се заменува. И предпоставам ќе ги практикувате и понатаму, Добре. затоа што во виртуелниот свет сите сме многу храбри, можеме се да кажеме и да напишеме, а вака кога ќе лице в лице, мислам дека е малку поинаку. Секогаш е така, значи вистината секогаш се кажува во очи и тогаш кога ќе ме кажете на граѓаните вистината во очи и контактот непосреден има и своја тежина. Значи практиката на ВМРО како партија и ние на локално ниво како партија е да ги посетиме сите граѓани во Охрид. Буквално сите граѓани, да им презентираме тоа што имаме да им презентираме, да разговараме за тоа што мислиме дека треба да разговараме, а изборот на граѓаните на Охрид е секогаш нивни. Се покажа во последните години дека со своето работење, со тоа што во контактите кои што ги имаме со граѓаните, сватија дека она што се случува на локално ниво и посебно и на државно ниво го правиме достапно до граѓаните. Изборот е нивни, ние само тоа што треба да се направи го презентираме кај нив. Поддршката ја очекуваме, не се сомневам дека ќе имаме пак огромна поддршка, затоа што мислам дека како партија водиме политика која што на државно ниво ја зацврстува националното единство, ја зацврстува единството на партијата, се го браниме сопственото име, нација, јазикот во преговорите со Грција, се залагаме за подобар економски просперитет во државата, гледате што се случува во рамките на субвенциите со земјоделците, поттикнување на економскиот развој, новите индустријски зони и да не набројувам што се друго. Значи, со граѓаните треба да разговарате искрено и честно и да седнете да разговарате со нив, да им ја кажете тоа што мислите да го направите, нивно е да оценат дали тоа им се допиѓа или не. Задоволни ли се граѓаните од политиката која што ја води ВМРО-ДПМН генерално и од вашиот ангажман во општинскиот комитет? Или имате и такви кои што се незадоволни? Не би сакале да генерализираме, меѓутоа ако ги следиме испитувањата на јавното мислење, непосредните контакти, никош не може граѓаните да бидат 100% задоволни. Секој ќе се појават и некои незадоволни луѓе кои што не успеале некои од своите лични проблеми. Топ проблем секој е вработувањата, знаете. Од 100 прашања 99 се кога ќе се вработи ова или зошто да се вработи ова или зошто не се вработи ова и што е навистина во Охрид посебен проблем. Охрид има процент на невработеност кој што на државно ниво представува фрампантна бројка, преку 43 или 45%. Секако тоа е заради тоа што пропадна сите предпријатија во Охрид кои што работеа на времето, почнувајќи од Застава, да не ги набројуваме сите, Лихни, не знам, ЕМО сега има проблеми, веќе и тој мора да се реструктурира. Се што беше големо, да не разговараме за слобода, за братство, за сите останати, дете дека не еден од комплексите не работи. И затоа и насоките, односно целокупниот ангажман кој што ги има ова локална самоуправа сега со гранчаникот Макрачевски е насочен кон инвестиции. Еве сега се прават подготовките за новата индустријска зона во која што ќе дојдат инвеститори кои што ќе направат мали погони кои што нема да имаат загадувачки карактер, за да може да таа невработеност постепено се намалува. Полесно ли се дише од кога значи прв човек на локалната е човек од ВМРО-ДПМН и дали полесно се работи, се комуницира, секако дека полесно се работи, но резултатите кои што ги очекувавте дали се тоа тие? Првично да. Значи навистина не очекувавме дека во локалната, тоа подобро го знаат тие што се вработени во локалната на начело со градоначалникот, значи тој ги знае најдобро проблемите за тоа што лично мора да ги решава. Меѓутоа не очекувавме дека во локалната ќе наидеме на такви проблеми на кои што наидовме. Значи задолженост од 32 милиони евра само на локалната, изгора на тоа уште 15 на милиони евра на јавните предпријатија е бројка од која што може и државата да се замисли. Значи долг на државата од 50 на 60 милиона евра е проблем за нацијата, не проблем само за градот Охрид. И тоа е навистина еден од најголемите проблеми со кои што се соочува локалната. Меѓутоа таму се прават сите напори да се стабилизира долгот, знам дека се намалуваат, да се користат сите алатки за да се намали долгот, да се одблокира општината, да може да влезе во инвестиционен циклус. Знам дека се инвестира во многу проекти. Денеска бевме во еден проект преку различни проекти од Европската банка, од Агенцијата за развој на руралните средини, за подобрување на инфраструктурата во населените места. Исто тоа се случува и во Охрид. Меѓутоа ќе бидеме многу среќни тогаш и јас лично, а верувам и локалната самоуправа со градоначалникот, кога ќе се почнат да се отварат индустријски капацитети кои што ќе
ќе вработуваат луѓе. Да не се појавува само локалната самоуправа и државните предпријатија и јавната администрација како работодавачи. Не можат сите луѓе да ги вработи локалната и државните предпријатија. Само можеме со инвестиции, со отварање на нови погони, нови работни места да проблемите за вработување во Охрид ги решиме. Факт е дека ќе во Охрид работите одат на подобро, се комуникацијата е подобра, вработењето во локалната самоуправа се подобрува, меѓутоа преку ноќ ништо не се прави, а знам дека со навистина многу напори и работа ќе се менат работите во Охрид. Најавивте многу крупни проекти, значи крупни залаци да речам, кои што беа најавувани во мандатот на претходниот градоначалник, но не беа реализирани заради X причини. Дали мислите дека постојат реални можности за нивна реализација или сето тоа е еден популизам? Не. Значи дефинитивно почнуваме со реализација на сите проекти кои што ги кажавме. Мислам дека кажав и на почетокот дека ние разговараме со реални проекти за реални состојби. Никогаш не ги мамиме луѓето со нешто нереално. Еве само еден проект. Мислам дека градскиот пазар е веќе пред реализација. Значи во наредната недела мислам дека треба да се распише повик за прибирање понуди за почнување на изградба на градскиот пазар. И ако даде Господ, наредната година во овој период веќе ќе сме при крај со изградбата на пазарот, ако се оди како што треба. Сите големи проекти, да не ги набројувам, се во фаза на реализација. Жичарата се одвиваат интензивни подготовки за расчистување на имотно-правни односи, на законски процедури, на идејни проекти. Знаете, сите тие работи бараат многу ангажман пред почетокот на реализација, се во тек. Се работи на жичарата на Галичица, во подготовка почнуваат и проектот за изградба на градската автобуска станица, така да како партија, посебно како локална самоуправа, проектите кои што сме ги ветили, ние ќе ги реализираме. Во овој период, значи, и ако пак кажам, ние многу ќе бидеме посреќни ако се отвараат фабрики во кои што ќе можат луѓето да се вработуваат. Тоа се проекти кои ќе ги реализираме и се од општ интерес за граѓаните, и тие ќе Зошто еве како ги споменавте фабриките, морам да ве потпрашам, значи зошто тоа не се направи претходно? Без разлика што имавме градоначалник од другата опција, можеше владата тука да инвестира нешто да се направи за индустријска зона разговараме. Воопшто и за индустријска зона и за возобновување на некои фабрики, еве знаеме дека државата не може да ги возобновува фабриките, тоа се приватни фабрики. Знаеме дека значи повеќе пати имаше неуспешни обиди да се продаде таа фирма Гигант, каде што беа навистина голем дел од граѓаните вработени и се уште не се реши овој проблем. Еве сега има еден тендер на кој што има реален понудувач, ние се надеваме дека навистина накрај ќе се реши проблемот со ЕМ. Едно од најгорливите прашања во областа на индустријата во Охрид е решавањето на проблемот со ЕМ. По она што го знам како информација дека во моментот има понудувач кој реално сака да го купи ЕМО со тоа што ќе се затвори приказната со ЕМО. Ако тоа не се реализира, тогаш ќе мора таму да се размислува за многу други опции, меѓу кои што и другото да се тоа направи некако вид на индустријска зона или јас само кажувам како идеја што може да се направи за да можат тие погони таму кои што представуваат извонредна инфраструктура, таму е решено се. И пристапни патишта, и хали, и пристап со електрична енергија и излез на пат, така да мислам дека тие капацитети дефинитивно мора да се искористат. Јас знам дека се прават сите напори, почнувајќи од градоначалникот до владата, да тој проблем со ЕМО се реши. Останатите капацитети знаете дека се приватизирани, тоа е приватизирано во едно друго време. Зошто не работат, тоа ќе треба да ги прашаме тие што ги приватизира, односно тие што ги скупија. Знам дека ОТЕК се распродава од тие што го купија ОТЕК, сега таму се отвараат сосема нови фирми, трговски центри, сега таму има најава за изградба на огромни центри, спа центри, трговски ресторани, не знам што, така да тоа е веќе сосема друга работа. Таму одговорноста на државата и на локалната не е голема за тоа што тоа се приватни објекти. Господин Михаилов, вие веќе 4 години сте на функцијата председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Практично вашиот мандат истече, но се уште сте на таа функција. Што тоа значи? Така е, мандатот на председател на Општински комитет се дава на секој 4 години и после завршувањето на мандатот се распишува оглас за избор на нов председател на Општински комитет, така да после веројатно завршувањето на изборите, за тоа што сред избори не може да се распишуваат избори за председател на Општински, јас сум председател на Општински изборен штаб и
Тоа моментот го работиме и главен фокус ни представува изборот на агентите кои што ги добиваме за избор на председател на државата. После тоа ќе си има партиска процедура во која што ќе си има конкурс за пријавување. Кој мисли дека може да ја обавува функцијата председател на општински може да се пријави. Ќе претендирате за втор мандат? Не сум размислувал се уште за тоа. Или тоа зависи од исходот на изборите? Работата на председателот на општинскиот комитет е многу мерлива работа. Ако имате успех на избори за тоа што е председател на политичка партија, таму успехот на некој на председателот се мери врз база на резултати. Имате успех на избори, сте добар председател. Немате успех на избори, не сте добар председател. Вие можете да бидете како личност било каков, меѓутоа ако немате успех на избори, не сте добар председател. Јас не сакам сам себе да се оценувам, меѓутоа локалните избори беа еден од параметрите за кои што ние меревме по тоа дали сме работеле добро претходните 3 години или не сме работеле. Изборот на градоначалник, совет со убедливо мнозинство, 21.000 гласачи, покажа дека работевме навистина како гарнитура многу добро. Председателот на општинскиот како личност е само организатор кој создава еден тим кој што треба да ги изнесе изборите. Како поединец е само менаџер на група на луѓе кои што треба да направи успех. Кога го споменавте тимот, морам тука да потенцирам, гледам со истиот тим ке играте и овој пат на изборите. Екипата која победува не се менува. Бидејќи таа екипа некако малку како да беше така ставена во позадина во последно време, но сега еве повторно се активира. Дали тоа пред избори се активирате или? Не, целата екипа е иста. Значи немаме промени никакви ниту во структурата на општинскиот комитет, ниту во другите структури. Екипата која што работеше претходните избори и пред тоа општинскиот комитет е ист, така да немаме промени никакви, само вклучиме уште плюс нови луѓе. Значи покрај тимот во општинскиот изборен штаб имаме вклучено 40 на луѓе кои што знаат да си одработат дел во работата кој што е врзана за наредните председателски избори. Значи како партија имаме огромна структура, имаме 32 местни комитети, тоа можете да замислите како изгледа кога ќе пуштите една мрежа, затоа реков не е тоа успех само на председателот. Председателот е само командант кој што успева да реализира еден проект кој што се вика избори со огромна структура на луѓе. И овие избори исто така одлично се подготвуваме, структурата е навистина фантастична, јас сум многу задоволен и ќе имаме одлични резултати на овие избори. Малку да ве одмораме од разговорот, ќе направиме една кратка пауза за реклама и продолжуваме. Господин Михаилов, паузата ни заврши и продолжуваме со разговорот. Сите оние гледачи кои што подоцна се вклучија, значи разговараме на тема политика, престојни председателски избори, вие како председател на општинскиот комитет и што таму се случува и какви се вашите активности. Значи се околу и за изборите, но ме интересира, еве актуелно е деновиве, имаме и некои независни кандидати за председатели. Госпоѓата Ванковска собира се уште подписи за да може да ја поднесе својата кандидатура, но имаше обвинувања дека немаме демократија во државава, затоа што сите оние кои што доаѓале да се подпишат и да ја поддржат на некој начин, биле следени или снимани од некои симпатизери на некои партии. Што имате вие за тоа да кажете? Не, навистина, ова вака, знаете, кога се собираат подписи или кога некој сака да остvari некое свое право, и ако не му оди како што има замислено, тогаш се бараат виновници. Само за споредба, како тоа гром партијата на Стефче Јакимовски успеа во еден ден да си ги собере сите неопходни подписи кои што беа потреби за изборите, за да можат да нивниот кандидат за председател си го промовираат. Ако на некој тешко му оди собирањето на подписи, тоа е проблем на тоа што веројатно има слаба поддршка кај луѓето. Јас знам дека во Охрид е отворена и локалната самоуправа, посебно Министерството за правда, каде што се собираат подписите и знам дека немало никакви проблеми околу тоа да се собираат подписи. Извинувам. Дали господјата Ванковска имала проблеми, навистина не знам, на нас тоа воопшто не ни е битно. Значи, кои ќе бидат кандидати други за председател како партија не ни е битно, ние ќе имаме наш кандидат и ВМРО ДПМН својата агенда се насочува кон собствениот кандидат и програмата која што ќе им е презентира на граѓаните за активностите на собствениот кандидат, кој што јас сум убеден дека ќе биде идниот председател на Република Македонија. Господјата Ванковска сакала да проба во политиката, да види како независен кандидат што може да направи, нека ја сосреќа, ама ние воопшто
Еве јас од прв па слушам дека некој сметал да може да се собере подписите. Апсолутно врска нема тоа со ВМРО. Мислите ли дека во државава имаме демократија? Апсолутно, ако нема демократија, нема да слушате по медиумите се што слушате, значи отворени обвинувања, дури и клерите од страна на опозицијата на различни функционери. Сте се соочили ли вие лично со такво некој обвинување, закани? Како не, гледате по локалните портали, се пишуваат секакви работи, јас на крајот на краиштата стално ќе речем, има луѓе кои што се занимаваат со сосема споредни работи надвор од тоа што е интерес на градот и политиката, него личен интерес и пробаат со јавно линчување, обвинување, омаловажување или не знам, зборување на лично име да добијат некој поен или да им се додворат на граѓаните. И тоа лично сметам дека тоа се многу мал број на луѓе и граѓаните не им веруваат, тоа е веќе потврдено со изборите и со активностите кои што ги има. Шпекулација е или вистина дека симпатизер на ВМРО-ДПМН ве посетил на вашето работно место во Заводот за здравствена заштита и ви се заканува? Боже паси. Значи, јас сум човек кој вака поприлично не се плаши на закани, не функционирам со закани и воопшто не ми е гајле кој што ќе рече или ќе каже за мене ако јас знам дека работам како што треба. Ако некој изфрустриран заради тоа што не оствари некое собствено право, а тоа го објавуваат некои портали, тоа е нивни проблем. Значи, јас не се занимавам со тоа и не ми интересира нивни проблеми со што ќе се занимаваат. Кога ќе работите ваква јавна работа, посебно политика, треба да се соочите со тоа дека ќе има незадоволни луѓе. Меѓутоа, моја лична сатисфакција е тоа што на никого во животот не сум направил ништо лошо со никаква намера. Човек кога работи може и ќе сгреши, меѓутоа на никого лично. Ако некој е од нешто незадоволен, има начин како да се вара правдата по пат на институции или преку политички партии или не знам каде. Лично вака мене ако ме прашувате во очи, лично никој не ми се има заканато, а вака за озборување слушам различни, ама не ми е гајле. Но гајле вие дали или нема да победите на идните избори? Не, ќе победиме на овие избори секако. Вие ми рековте само да дополнам. Вие ми рековте сигурно победуваме и тоа со голема предност, да, дури бројка споменавте. Да, ќе имаме вака. Јас сум убеден по она што го имаме како јавно согледување и по она што го работиме на терен дека ќе имаме убедлива победа во Охрид и тоа кога велам убедлива победа претендирам на отприлика на победа како што имавме на претходните локални избори, затоа што во овој период знам колку луѓе... Но рековте дека локалните и председателските се сосема нешто. Дефинитивно, меѓутоа гласачите можат да гласат и на председателски избори за ВМРО-ДПМН и нивниот кандидат исто како што гласаа на локалните избори, така да тоа ќе зависи од убедувањето. Не, ќе си ги мотивираме и затоа работиме нашите сограѓани да си разговараме со нив, ќе ги посетиме сите, ќе ги мотивираме на милион начини, затоа што изборот на председател на државата представува едно од најбитните работи што една нација може да ги направи. Не можеме да бидеме политички неодговорни и да не сакаме да се избереме председател на државата, посебно во услови кога знаете како стои Македонија на политичката сцена, посебно со проблемот со Грција, проблемот со Бугарија, едните ни го оспоруваат името, едните ни оспоруваат нацијата, јазикот или не знам што. Не можеме да бидеме да си дозволиме толку голем луксус да не се посветиме на сопствената татковина и да избереме председател на државата во моменти кога знаете каква битка бие Македонија на полето на политичката битка за да членување во Европската унија, посебно со името, јазикот и нацијата. Затоа мотивираноста мора да произлезе точно од тие работи. Самобитноста на државата, националниот елемент и постоењето на Македонија како плурална демократија. Дали може би подобро ќе беше вие со зад вас истургани 3 избори, значи имавме локални, парламентарни, председателски успешни, да заминете од функцијата председател на општинскиот комитет пред да се случат овие председателски избори, затоа што ете, боже мој, може да се случи и во Охрид да не победи кандидатот на ВМРО-ДПМН. Не. Значи вака не може да не победи кандидатот на ВМРО-ДПМН затоа што политичката структура е таква да јас сум убеден дека ќе имаме пак убедлива победа. И затоа останавте или? Не, јас тука не е лична желба дали сакаш или не сакаш да останеш. Јас сум председател на општински комитет и ќе бидам председател се дотогаш додека извршниот комитет и председателот на партијата не речат дека треба да се смени. Може да останам уште еден мандат, може да останам уште 2 мандати, тоа не е одлука на било кој друг. Чест ми е и ми беше чест и чест ми е да бидам председател на ВМРО-ДПМН како партија затоа што јас тоа го носам во душата. Јас сум по политичко убедување
десно ориентиран и тоа го работам од срце и душа. Никогаш не сум се борел за никакви лични функции и сите граѓани се сведоци дека никогаш не сум барал да бидам ниту една, ниту друга голема функција, ниту трета. Напротив, многу од функциите за кои што се разговарало, никогаш не сум рекол дека сакам да видам, ниту сум ги прифатил, остана во партијата, работевме многу, напорно, направивме тим, победивме, уште еднаш и пак ќе победиме, и тоа е сатисфакцијата во партијата. Мојата лична сатисфакција, убедлива победа на секој изборен циклус. Нема поубаво чувство од како ќе победите на избори и да бидете председател и носител на функцијата председател на партија која што победила на избори. Но сепак не само вие, тимот што стои зад вас. Кажав ја, значи без тимот ништо. Јас сум само прв меѓу еднаквите. Ова е една огромна екипа која што многу работи и која што има успех. Знаете, во политиката не е се абстрактно, во политиката е мерливо. Еднаш ви кажа, сега ќе повторам, председателот на општинскиот комитет е успешен ако има за себе резултат. Ако немате победа на избори, може да бидете најдобар на светот, не знам каков експерт или стручњак, ако губите на избори не ве бива. Ако победувате на избори, ви сте одличен затоа што знаете да се организирате за да победите на избори. Тоа е најбитно. Сега имаме уште еден нов момент деновиве. Како можен кандидат од другата страна, значи од опозицијата, се споменува бившиот председател господин Бранко Црвенковски. Што ако на вистина тој биде кандидат? Вие рековте најстрекна околност. Зошто? Значи вака, да бидам искрен, вака малце и лично, јас кажувам сега во лично име дека малце ме зачуди таа идеја во опозицијската партија после толку губење на избори за ред на нивниот поранешен председател, сега пак да го ваѓаат како кандидат за председател. Безидејноста во партијата кај нив очигледно страшна. Мене ми е вака да бидам искрен, вака и многу интересно што после толку изборни порази пак го појавуваат истиот човек, очигледно зборовите на градоначалникот на Карпуш ќе да се вистина. Ако Бранко Црвенковски замине од СДС, толку од СДС ќе се распадне. Веројатно, поведувајќи се од таа девиза, пробаат поново да го вратат во политиката, не сега како председател на СДС, него сега како кандидат за председател на државата. Покажавме ние со Бранко дека знаеме да излеземе накрај, веројатно тоа ќе биде уште еден голем пораз, меѓутоа веќе тоа нема да е ништо ново. Тие се навикнати и со него се навикнати да си губат, ќе изгубат уште едни избори. Човек како него кој за себе има многу опашки, многу афери, многу нереализирани работи, човек за кој се врзани многу негативни работи за Македонија, верувам дека граѓаните веќе не може да наседнат на приказната дека може да биде лидер и да ја води државата. Апсолутно мислам дека тоа нема да помине. Ако си го кандидираат, нека име со среќа, со здраве да се служат, ние ќе си одиме со наш кандидат и убедливо пак ќе ги порази. Убеден сте, Да, значи повеќе пати тоа го споменавте во емисијава, но ме зачудува што во овие 30 на минути од нашиот разговор воопшто опозицијата во Охрид не ја споменавте. Зошто? Немате провокација, немате за што да зборувате. Што е во прашање? Па што знам, опозицијата во Охрид има собствен ангажман, таму се менуваат работите, некако Многу сакавте да зборувате за бившиот градоначалник Александар Петрески, секојаш го споменувавте, неговите ангажмани, успеси или неуспеси, еве сега воопшто не споменавте. дека има успеси, затоа што јас не се сеќавам на ниеден негов успех во Охрид, освен неуспесите, не се сеќавам на некаков успех, сме го спомнувале во негативна конотација за жал. Значи, сето лошо што му се случи на Охрид се случи последните 8 години. Овој долг што го кажав од 30 на милиони евра, од страшна превработеност по јавни предпријатија. Го споменувавте како градоначалник, како представник на СДСМ или комплетно, лично значи, како тој беше градоначалник, Александар Петрески. Градоначалник избран од редовите на СДСМ и тие беа на власт на локално ниво. СДСМ, таму има мнозинство, се сеќавате. Сегашниот председател на општинската организација им беше заменик градоначалник и тој заедно со претходниот градоначалник ги носеа одлуките за тоа што се случува во Охрид. Исто така и сега. Тоа е координатор на политичката група. Зошто да зборувате за опозицијата? Ама нема зошто да зборуваме, што ќе зборуваме за опозицијата? Опозицијата си има сопствени внатрешни проблеми, тие меѓу себе си се расправаат, таму си се договараат, си се делат, си се поделуваат и нема потреба со нив да се занимаваме. Ние имаме сега попаметна работа. Градот ни е на терет, градоначалникот, имаме совет, мора да се менуваат работите во интерес на граѓаните. Ако постојано, зошто би се занимавале со опозицијата ако нема потреба да се занимаваме со неа? Опозицијата нека се занимава само со себе. Тие доволно и меѓу себе си се занимаваат. Сега уште ние таму ќе им се додаваме да но за да имаме една равнотежа мора да имаме позиција и опозиција. Има опозиција, пробаат, еве гледам сега, пробаат нешто
као да излегуваат на медиуми, меѓутоа некако дезориентирано ги грешија патиштата, се појавуваат на погрешни места, нема да ги набројува. Значи држат пресконференции на места за кои што така е поприлично прозирно дури срамота да држат луѓе кои што ги гласале тие проекти. Предпоставам мислите на Плаушник, беше актуелен многу во минативе денови. Значи едно место кое што е фантастично, за кое што тие велат дека УНЕСКО имал забелешки, не точно УНЕСКО имаше забелешки на градбите што ги многу граде. живо ме интересира еве мене лично, предпоставам и граѓаните на Охрид. Покрај тоа што ете таму ќе имаме 16 градби, кажавме веќе во повеќе наврати која за што ќе биде наменета, но мене ме интересира како после сето тоа тој потек, тој дел од градот ќе функционира, значи како ќе биде организирано сето тоа, затоа што таму веќе имаме местно население, имаме луѓе кои што живеат и цел тој концепт на нивниот живот ќе биде нарушен со сето тоа што таму се гради. Дали некој размислувал како сето тоа ќе функционира? Веќе добиваме како еден град во град. Јас навистина не сум експерт од тој дел таму за уредување на тој дел, меѓутоа знам од тоа што е презентирано јавно, што таму се случува, каков проект е, какви градби ќе има, за која намена. Знам дека се возобновува Свети Климентовиот универзитет, какви содржини ќе има внатре. Значи сите тие содржини ќе имаме тука луѓе кои што ќе работат, начинот на кој што ќе верувам дека имаме фреквенција на сообраќај, значи дали сето тоа урбано тоа мора да се реши, затоа се имат локална самоуправа, сектор за урбанизам. Но тоа мора да биде планирано, не потоа да се соочиме со еден уште поголем проблем. Во моментот таму секако се изведуваат градежни работи и врзано за тие градежни работи ќе видат и проектот како до тие градби ќе се доаѓа, ќе се заминува, како ќе функционира урбано тоа. Јас кажав, јас не сум експерт од урбанизам или од тоа што таму се случува, меѓутоа знам дека тој проект затоа што велите дека нема место за критика. Значи секогаш има и за се место и за критика. Не, место може да ви да критикувате што сакате. Значи, ви може да критикувате најдобрите проекти во државата, меѓутоа таа критика треба да биде издржана. Проектот Плаушник беше изгласан за време кога градоначелник беше човек од СДС и кога заменик градоначелник беше сегашниот претседател на Социјалдемократскиот сојуз. И сега се држат УНЕСКО имал забелешки на не е точно УНЕСКО најголемите забелешки ги има на градбите што тие ги изгласаа покрај Охридското езеро. Зградите и другите објекти за живење покрај Охридското езеро. Се направи бетонски ѕид. Јас сум држал куп пресконференции и борби за таа работа. Значи, се уште не можеме да кажеме на што УНЕСКО имал затоа ви кажа, значи кога ќе ги видиме анализите, кога ќе кажат зашто е забелешките, дали има забелешки, тогаш ќе беше кажано официјално не е уште пристигнат, можеби ќе има некои забелешки на Плаушник. Не сакам да носам сега стручен суд за тоа што таму се случува. Знам дека тоа е проект кој што е огромен и кој што стручњаците велат дека таму, ако согласности дале Завод и музеј, ако дал Заводот за заштита на културното наследство согласност, ако тие проекти се поминати по сите институции, веројатно има направена анализа што таму ќе има бенефити, која ќе функцијата на тие. Ако Македонската православна црква стои за тој проект и го поддржуваат, значи има таму анализа што ќе се случува со тој проект. Не е само да се критикува, не можеме да критикуваме се. Имаше проекти во времето на СДСМ кои што беа поминати, а вие критикувавте. Мислам тоа е нормално. А се од интерес на граѓаните. Еден кажи. Например, требаше да се изгради капитална инвестиција пазарот, но вие и тука коментиравте кога беше СДСМ во локална. Да, тоа беше такава, како го викаат граѓаните, лашка. Пазарот кој што треба да се реализира кога дојде градоначалникот Бакрачев и ова локална самоуправа. Јас држевте таа пресконференција токму на тоа место. Точно кажа дека таму шарени лаги се кажува. Кога дојде, значи кажано беше дека за кратко време тука ќе почне да се гради пазар. Знаете ли на што најде локалната кога дојде на власт? Неразчистени имотно-правни односи на нула. И тука морам да кажам и лично, граѓаните кои што имаат дел од сопствениот имот и зафаќаше во таа градежна парцела која што е сега градежно исчистена, имотно-правно средена, направени сите подготовки за да се гради. Граѓаните имаат таков степен на разбирање да дел од имотите, на мал број квадрати кои што фаќа внатре, само да докажам, се откажа од тие 20 на квадрати, 15 квадрати, за да може да се оформи катастарска парцела. Тоа локалната претходна го немаше направено. Обратно, зградата која што е собственост на комуналец, а е дел од градскиот пазар, ја испродадоја тогашните директори, дел од дуќаните ги продадоја, а останатиот дел го дадоа под хипотека на Охридска банка, за да можат да земаат кредити кои што сега ги враќаат
директорите кои што се сега. Толку има направено од проектот Градски пазар. Но Нула. сега вие истиот проект го поддржувате, значи Не го поддржуваме, ние тој истиот проект го проект ќе се реализира. реализира. Не, тоа е проект кој што сме го ветили во програмата наша за парламентарните избори. И проверете во програмата на локалните избори кај градоначалникот Бакачевски во 9 проекти кои се први. Топ проекти беа и градскиот пазар, Ако и веќе се навраќаме автобуската на станица, и марината, и ако се ресторантите. навраќаме на програмата, значи во програмата стои дека ќе се гради марина кај Грашница, Да. но сега излезе некој нов план дека ќе се гради марина кај градското пристаниште. Значи се менуваат работите. Значи вака, дали ќе се гради кај Грашница, тогаш како идеја, во тој момент можеби тоа било најприфатливо како размислување. Меѓутоа, ако ги слушнете експертите, ако седнете нама си направите анализи каде е најисплатливо и каде е најдобро, не е проблем дали ќе е марината кај Грашница или ќе е на некој друга. Битно е да има марина и битно е тој проблем кој што постои во градот како проблем на паркирање на пловните објекти да се реши. Значи, да го реализирате тоа што сте го ветиле, а дали ќе е на оваа локација или 200 метра полево и подесно, е помал проблем. Исто тоа се случуваше и со пазарот. Исто се случуваше и со автобуската станица, уште Е многу. голем проблем, доколку имаме, како што рековте, Ама- некои неразчистени, неразјаснети Затоа ситуации. треба да се разрешат сите имотно-правни и останати проблеми. И затоа ние, кога како локална самоуправа, таму се работеше неколку месеци деноноќно на тие проекти. На експроприација, на исчистување на имотно, на определување таму на катастарски услови, на определување, правење физибилити студии и останати проекти. И само за пример да ви кажам, за проектот Градски пазар, кој што го сработи оваа локална самоуправа и екипата таму, гласа и советниците на СДСМ. Знаете ли зошто? Затоа што некој друг сработи и тоа и веројатно им беше непријатно да гласат против проект кој што го сработија други. Меѓутоа тоа е од интерес на граѓаните и Па тој тоа би проект требало и така да брзо биде. и тој проект брзо ќе се реализира и тоа е добрата работа. Кај нас е чудно, но тоа така треба Добро да треба, функционира. ама Се затоа што и е реков, добро тоа е- за градот треба да го Меѓутоа, поддржат сите. тој проект го реализираше ова локална самоуправа и овој градоначалник, а не претходниот. Нула од претходниот градоначалник имаме во подготовка за изградба, а да не правиме мовет за град. Времето ќе покаже. Дефинитивно. Значи времето не може да го излаже никој. Така, ветувања многу да видиме што од тоа се ќе Има и биде реализација. ќе биде и реализирано. Има и реализација. Господин Михаилов, времето веќе полека ни истекува. Имаме уште многу што да зборуваме, но Некоја ќе оставиме друга за прилика. некоја друга прилика. Да, посакувам да имаме добри, мирни и коректни. Апсолутно, тоа Избори? јас го ветувам дека како партија ќе настојуваме да имаме многу коректни, еве и настојуваме во овој период. И покрај многуте негативни кампањи, пишувања, пресконференции, се трудиме да бидеме многу коректни, издегуваме со умерени изјави, издегуваме со умерени реакции, само да не ствараме ситуација на некаква меѓусебна расправија, кавга, за да имаме навистина мирни избори во кои што ќе избереме председател. Ако се само председателски избори, а ако се и председателски парламентарни, ќе имаме избори во кои што ќе победи демократијата и ќе победат подобрите. Така, како и во спортските надпревари, Така е, нека победи подобрите. најдобрите. Благодарам за вечерашното учество во Лупа. И јас ви благодарам на вас.